Се враќаме во студиото и како што веќе најавив, тема е Светскиот ден на штедењето, а во студиото гостина е Милена Перчинкова од Македонската банкарска асоциација. Добре дојдовте во студиото на утринската програма на Телма. Благодарам, Горан, добро најдов. Вчера беше Светски ден на штедењето во Македонија во сенка на викендот и тоа особено во вториот круг на локалните избори. Меѓутоа, сепак во некои медиуми слушнавме информација по повод Светскиот ден на штедењето дека банкарските влогови на граѓаните во македонските банки и натаму растат и покрај пандемијата. Имате ли информација колкава е вкупната сума и како го објаснувате ваквиот тренд? Најпрво би сакала да се заблагодарам за поканата и за тоа што во оваа прилика дадовте можност да го одбележиме и тука да Светскиот ден на штедењето, 31 октомври. Би сакала накратко да кажам за Македонската банкарска асоциација, која што е здружение на сите банки и штедилници и клиричката куќа КИПС и Македонското кредитно биро, и која што одбележувањето на Светскиот ден на штедењето оваа година го организира во хибриден формат. Традиционално, по повод денот на штедењето, се доделија награди на најдобрите службеници со особени резултати во изминатата година и тие беа во живо присутни заедно со председателството на Македонската банкарска асоциација, министерот за финансии, вице-гувернерката, директорот на фондот за осигурување на депозити на настан во живо. А настанот можеше да се следи преку YouTube каналот на Македонската банкарска асоциација и снимката е достапна на нашата веб страницата на Македонска банкарска асоциација. Во однос на штедењето и на самиот настан слушнавме, и јас би сакала да кажам дека за разлика од сите други кризи, во оваа пандемиска штедењето растеше. Во глобални рамки, не само во Македонија. Изнесе вице-гувернерката еден податок дека во развиените земји во 2020 година штедењето растело некаде 7% од бруто домашниот производ. Во Македонија, во нашата земја, во септември, депозитната база на населението е порасна за 6,9%. Значи, еднакво на светскиот тренд. Скоро тука. Само тоа е од бруто домашниот производ, ова е пораст во однос на состојбата пред една година. И износот на вкупните депозити на граѓаните изнесува некаде околу 297 илјади милиони денари, односно околу некаде помалку од 3 милиарди евра. Поголемиот дел од депозитите на населението се во денари, а помал дел се во евра. Поголем е во денари? Да. Значи граѓанството верува и во домашната валута, во стабилноста и во... Да. И тоа е за поздравување и така треба и да продолжи. Сега, кои се причините? Причините зошто расте штедењето? Прво, затоа што релативно приходите што граѓани... Чекайте, се споменуваше и сума од 4,7 милиарди евра. Тоа се вкупни депозити. Вкупна. Ова е Ние растот... сега зборуваме само за граѓаните. Само за граѓаните. А 4,7 се со фирмите заедно. Заедно со компаниите. Така. Сега значи помалку од паѓа на стопанството, а повеќе на граѓанството. Да. Во овој период повеќе растеа депозитите на граѓаните отколку депозитите на компаниите. Меѓутоа, она што е причина за растот на депозитите на граѓаните е тоа што релативно поради мерките, односно помошта за останување на работа, нели, не ги загубија работните места, помошта финансиска за плати, релативно стабилен беше приходот, односно расположивиот доход на граѓаните. Да, меѓутоа со години наназад каматните стапки во банките се намалуваат, а депозитите растат. Да. Штедењето станува неисплатливо. Зошто е? Па не се штеди за исплатливост, се штеди за да се има финансиска сигурност во ситуација кога тие средства ти се потребни. Заради тоа ние како Македонска банкарска асоциација преземаме активности да ова здрава навика на штедење од мали нозе
граѓаните на нашата земја ја прифатат и да ја стекнат. Кога станува збор за навиките, стереотипите и традицијата, македонските граѓани беа научени да си ги чуваат и парите под перница, меѓутоа се поголем број ги ставаат во банкарските сефови, бидејќи веруваат во можеби таквиот впечаток го расипа пропаѓањето на банка во изминатиот период. Каква е довербата и каква е стабилноста на останатите банки? Знаете што, во СЕФ парите не носат камата. Колку и да се ниски каматните стапки, во банка носат нели одредена камата. А исто така треба да кажеме дека и штедните влогови во банките се осигурани. Значи до 30.000 евра депозитите на нашите граѓани во денарска противвредност, нели? Депозитите на нашите граѓани во една банка се осигурани. Ако еден човек има повеќе од 30.000, треба да ги распредели во различни банки за да му бидат осигурени сите? Не, тоа е сите? негова одлука како тој одлучува за собствените средства. Ако си е клиент во одредена банка, тоа е и си има доверба, воспоставени односи со таа банка, мислам тоа е лична одлука на секој. Меѓутоа, тоа што во моментов, согласно законската регулатива, е 30.000 евра во денарска противвредност. Има поволни и помалку поволни каматни стапки кои варираат од банка до банка, меѓутоа генерално во која рамка се движат каматните стапки? Сега каматните стапки се релативно ниски, нели? Народната банка направи неколку чекори за да ја олабави монетарната политика и референтната каматна стапка е на најниско можно ниво до сега, откако јас паметам долго, значи изнесува 1,25%. Така да каматните стапки на депозитите се движат некаде околу 1 во денари, негде околу 0,5-0,4 во просечните во евра. Сега тоа што би сакала тука да го кажам е дека нашата земја усвои, односно координативно тело за финансиска едукација и финансиска инклузија. Постои во нашата земја, тука сите финансиски регулатори членуваат, а предводена од Народна банка. Тие усвоива на стратегија за финансиска едукација и финансиска инклузија 2021-2024. Во рамките на таа се насоки с кои што ние, како Македонска банкарска асоциација, ги подпишавме со Народната банка и врз основа на која? На веб страницата на Народната банка во делот што е за потрошувачи, можете да ги видите на еднороден начин, значи најтранспарентно објавени каматните стапки на сите банки. И мислам дека тоа е една голема придобивка кога некој сака да одлучи каде да биде се видливо и транспарентно. Да. Меѓутоа без оглед и сами кажувате дека банкарските камати никогаш не биле волку ниски, во таа смисла дали е поисплатливо за луѓето кои имаат пари наместо да ги депонираат во банка да инвестираат на пример во акции, да харти од вредност, да купат акции на берза или во инвестициски фондови да ги вложат своите пари. Па знаете како тоа е, постои таа можност, се работи, исто така нели постои работна група за развој на пазарот на капиталот. Инвестициските фондови веќе добро функционираат. Оние луѓе кои што имаат можност за тоа секако препорака. Да. На колкав рок се најчесто орочени банкарските депозити? Спомнате дека повеќе се штеди во денари од колку евра. Има ли просек на ороченост? Па сега во моментов некој податок е дека долгорочните депозити се намалуваат. Значи, некаде со 36-ти податокот е дека околу 51% од депозитите се повидување. Тоа е разбирливо, неизвестноста, кризата, тоа го направи. Да можат граѓаните да си ги повлечат во секој момент. Во секој време, на кратки рокови се уште 20 и некој процент, останатото е во долгорочни. Имате ли информација колку изнесува најголемиот поединечен депозит на едно физичко лице во банките? Да бидам најискрена, многу пати ме интересирало, затоа што во мојата функција како директор на банка си го знаев кој е мојот најголем штедач и каков однос имавме кон него. Меѓутоа, верувам дека дури ни во Народна банка не знаат кој е најголем. Не прашавме ние за Не, сакам да кажам најголем штедач за износ заради тоа што нели законот за заштита на лични податоци тоа го оневозможува. Секоја банка се знае за себе кој е нејзин најголем штедач. Најголем износ на влог што некој штедач го има. На долг рок, дали во Македонија може да се очекуваат оние негативни каматни стапки, така наречени негативни каматни стапки во кои граѓаните што сакаат да ги депонираат своите пари, ќе треба да ги платат на банката и за услугата за чување? Не.
Не. Бидејќи во Европа тоа веќе е тренд. Во Европа е тренд, меѓутоа македонската економија, Централната банка, верувам дека, ви кажав, нашата референтна каматна стапка е 1,25, така да за да дојде да биде негативна, па да почнеме ние да наплаќаме тоа, верувам дека нема да се случи. Не сме го разговарале во таа насока, меѓутоа не верувам. Може да биде на некоја нула. Па, сега каматните стапки во швајцарски франци и во австралиски долари се 0,1, значи сепак нешто некако минимална заработка. Да. Не ми одговоривте претходно прецизно на прашањето. Граѓаните се повеќе, односно си остануваат традиционални и верни на банките, да, така дали во сефовите или во депозити, и тоа си одлучува секој по свое видување, меѓутоа впечатокот го расипа минатата година в пропаѓањето на една банка. Каква е стабилноста на останатите банки и каква е довербата генерално? Значи, согласно податоците што Народната банка како супервизор на банкарскиот сектор ги објавува, нема зошто да се сомневаме о стабилноста на банкарскиот систем. Прво, солвентноста. Адекватноста на капиталот на банките е на ниво 17,9, а регулаторната е 8. За ликвидноста, веќе кажавме, депозитите се високи. Ако регулаторната стапка е 100%, 182% е. Најниско ниво на нефункционални кредити имаме 3,5%. Покриеноста на нефункционалните кредити со посебни резерви на банките околу 70%, што значи банкарскиот сектор е стабилен и веруваме дека таков ќе остане. Нормално, пред предизвици сме исправени. Се очекува и во европските земји, се очекува и кај нас дека тој тренд на нефункционални кредити може да се смени. Меѓутоа, веруваме дека во соработка со Народната банка, Министерството за финансии, со кој што до сега Македонска банкарска асоциација има стварно одлична соработка, ќе изнајдеме начини да се си биде во најдобар ред. Кога неочекувано би добиле сума од, например, 100.000 евра, како одличен познавач на случувањата во банкарскиот и во финансискиот сектор генерално во Македонија, што би направиле со таа сума вие лично? Дали би ја депонирале и тоа во денари или во евра во банката со најповолни камати, или би инвестирале во хартија од вредност, или би направиле нешто трето? Во таа смисла и која би била вашата препорака до граѓаните кои имаат пари? Да. Значи, и кога на почетокот на мојата кариера, кога работев како дилерка, препораката секогаш ме беше да го дисперзирам ризикот. Значи, јас со тие 100.000 евра истото би го направила, би го дисперзирала ризикот. Секако, дел во домашна валута, дел во евра, затоа што нашата домашна валута, македонскиот денар е врзан со еврото. Дел во инвестициски фондови кои што одлично работат во овој период, а дел би вложила и во харти на пазарот на капитал. Значи, пазарот на капитал е тој што нуди многу можности, би поздравила и овие што се фриленс краудфандинг платформи за развој на нови стартапи, подршка тука секако би сакала на некој од компаниите да направам. Исто така, би потикнала секој кој што има поголем износ на средства преку јавни приватни партнерства да го поддржи планот за економски раст на нашата земја кој што неодамна беше усвоен. Дали не би било пополно да се купат акции од одредена банка наместо да се депонираат парите во таа банка како депозит, бидејќи генерално акциите на банките се меѓу најликвидните на македонската берза? Кажувам, лична одлука е тоа, да. Во секој случај дисперзија на сите и на ризикот со тоа. Криптовалути? Се уште не се регулирани кај нас, започна да работи група која што ги испитува можностите, членка од Македонска банкарска асоциација, од комисија за усогласено со прописи е таму, така да верувам дека во иднината е во блокчейн технологијата, баш како криптовалути, знаете. Што не е регулирано, не е. Да, ви благодарам многу за гостувањето во утринската програма на Телма и за советите до нашите гледачи.
Ви благодарам и вам и би сакала во оваа прилика уште едно нешто да кажам. Денеска е светскиот ден на осигурувањето. Банкарските производи и осигурителните производи се поврзани, така да честитајќи го денот на осигурувањето, им посакувам на сите да го разгледаат, да ја разгледаат и можноста за ваков производ, односно осигурување, а особено поврзан со банкарски производ. Ви благодарам многу. Почитувани гледачи, Милена Перчинкова од Македонската банкарска асоциација. Останете со утринската програма на Телма, се враќаат во студиото Ивана и Марко да го подготват рецептот на денот.